Пасмаро вика, не радува фактот што албанските партии во власта бараат свое место за албанците во науката. Тоа го поздравуваме и покажува разлика од тоа што го правеше Дуи кој бараа места само во тендерски сделки и притоа станаа зелена партија. Дали имате 2 грама памет што сте пишале, вие сте ненормални. Не допадме. Или го дупите народот. Да видиме ако може сега колку се они големи многу почитувани ги лажеле у сликите скршени од тоа стакло ми интерес. Ги почитувале многу во понеделникот, во неделата уствари им пуштале циркуларна порака на функционерите дека имаат 32% рейтинг. Дај молим те да видиме како изгледа тој рейтинг од 32%. Де пуштија сликата? Ова е канцеларијата на новиот директор на затворот во Штип. Директорот и заменик директорот. Мамо мори вика рачуне преку агенција колку е картата за прва класа, да. Значи, ајде да видиме. Сега ова овдека е... Ќе прашува дали сум патувал у бизнес клас. Може да одговорам? Не сум патувал никогаш у бизнес клас. Дали се задоволни ботовите со одговорот? Кој ги е? Значи, Па ботови, ако се ботови. Исто и ја. Ако е честен, Значи- мислам, значи, честна му е намерата, да, би требало Значи, одговора никога, многу ми е драго што ја откако сум вратен од Америка се пројдени 21 година и уште ги интересира. Фала ви за интересот. Ако сакате за Америка, може многу работи да ви појаснам што правеле нашите таму. И можам да ви кажам дека никогаш не сум патувал со бизнес класа. Нити сум сакал, нити ми требало, нити сум патувал, а еве вашите се на власт, еве Муцунски ВМРО-вецот, се разбираме, нели, ВМРО-вец, тоа е у МНР, нека ги извадат картите. Имате карт бланш. Предизвик, извадете ги картите колку чинеле моите. Еве им го 32% рейтинг, што го имале секаде. Значи, канцеларијата на директорот затвор Штип, вака се дочекани 20 ново избрани директори, Гоце Хубрев од Знам и Максо, од Знам на Максо и Дејан Здравев од ВМРО ДПМН. Врати, ја стига што ми ја гасиш. Не била друга темата, стаја стиката, дори не ти кажам да тенеш. Ајде да видиме како изгледа 32% рейтинг. Мислам дека многу се изнервираа ботовиве вечерва. Да, и уште една информација ќе ви кажам. Имаме добра емисија, многу се нервозни, браво. Ова е 32% рейтинг, еве вака се дочекани. Иначе Гоце Хубрев, ако ја најдете сега сликата од објава на Кане Корсо клуб Македонија, кај што има за, ама стара е, за овој Гоце Хубрев тепал кутриња. Има гонет за малтретирање на животни по кривично дело. Ги тепал со стапови и ги убивал пред кафана кај што ја имал. Иначе некој друг ми пиша овдека дека бил ајдук некој заебал некого на коцка, цела бензинска му ја заебал. Еве 32% рейтинг. Врати се да видиме фактурата Африм Гаши и Јелис Гаши. Да ви кажам една информација околу непотизмот, корупцијата и безсрамното трошење, крвничкото трошење на народни пари. Ајде да видим. Да видиме вака. Ево, овдека на оваа фактура, гледате, Чекај да видам и ја. овдека се во Африм Гаши и Јелис Гаши платиле 280.000 денари за авионска карта. И веројатно обезбедување им е човеков, Владо. Не само што Јелис Гаши патувала на државен трошок, на собрање на Република Македонија во делегација во Вашингтон, на состанок на невладина организација на парламентарно собрање на НАТО, без врска, мислам, небитно. Испиела во хотелска соба Residence Inn by Marriott за $2,000,
Јелис Гаши истовремено е вработена во Министерство во Министерство за одбрана. О, браво. Сега е вработена? Значи, Значи, не не може знам. случајно некој од нив да не е вработен и да не е на државна цицка. А овие гледаш друга агенција ги носела Compass Holidays. Што е со агенција? Ја не можем да разберам. Си наоѓаш карта, си покираш, си закажуваш, гледаш да е најефтината, бараш пари од собрани и тоа е тоа. И не можам да го сватам овој начин на функционирање. Сега, ова е, гледаш, Јелис Гаши вработена во Министерство за за одбрана, зима плата од државата и плюс собранието и плаќа карта за авионска за да оди во Вашингтон со незиниот И сопруг хотелска соба. и хотелска соба и ја на све на Ма затоа на Гаши е најскапа собата, све на наш трошок. затоа што е за двајца. Плюс таа што отсуствува од работата ти да не таш. Еве вака фино. Иначе документите ни се од Собрање на Република Северна Македонија. Сме пуштиле барање По закон. по закон за пристап до информации од еден карактер и мора да ни ги пуштат. И Имаме- мора да ни ги пушти и Панчо од МВР. Ама не ги пушти. Ама не ги пушта. Ако прекрши закон, ќе си тужиме пред управен суд. И исто така да најавиме дека ќе бараме за све документи. Дека ништо нема да пројде необјавено. Да знаат дека закон има, а они нека не го поштуваат законот. Исто вака и Мицко треба да одговори за тоа колената што го болеле за првата класа. Па ќе ги објавиме и тие. Да, ама не е потребно. Не, друго збораме. Значи, еве... Инаку, зетот од сестра на господинот Африм Гаши исто така бил вработен во Министерство за одбрана, па го избркале, па го вработиле во општина Чаир, па оттаму си отишол во Сирија и се приклучил во редовите на ИСИС. И таму загинал. И ни еден друг медиум не ја зима таа тема, не ја пишува, не ја разговара, ниту оваа, зашто? Затоа што Не е сега... убаво, не е фино. Ама не е фино, затоа Не е што добро, сега не. е, сега им Не, сега не. сега се засркнати. Не е позитивно. Не, сега се засркнати како да Така ти е, кажам. така е. Да, сега се купени и тоа е тоа, сега ќе кјутат. Така. Ќе кјутат као да не кажам што. До Балчак? До Балчак, брат. До Балчак. До Балчак. Being CEO до Балчак, а? Да. Е, така, добро. И не сме Ако да ме кажат дека зетот на господинот Гаши загинал како припадник на ИСИС во Сирија. Абе, види, Сега, ма затоа ние ќе кажеме. ние ќе Се ќе кажеме ние. И нема да кажат дека Јелис Гаши била на државен трошок, на собраниски трошок во Вашингтон. Абе, што не Извини, во Вашингтон на конференција и дека истовремено е вработено во Министерство за одбрана. Ако тоа не е непотизам, не знам што е. Мада, И било да се прошета онака. Да се пролуфтира. ај пушти да видим уште еден случај на непотизам. Имаме ли право, да прашам само, имаме ли право да побараме извештај што работеле по закон на тоа патување? Визионер вика, Пошто пази, они мора да поднесат извештај у своите институции што правеле за време на патувањето. визионер вика вака. Инфомакс катастрофа ќе ви Така, звони државна главата. тајна. Абе од 8 мај чекаме. Што вика? Ќе ни звонела главата. Стварно, пак закани, а? Да. Визионер, да. Кривично дело е ова што го пишуваш. Панчо Тошковски, ќе му пуштиме пријава за те. Прашај го. Да. Прашај го што ќе преземат за вакви коментари и дали вака сега нека слуша тој мајмунот. Дали единицата за сајбер криминал која што може да лоцира од кој IP адреси се пишува ваков коментар кој што е кривично дело, дали ќе преземат прогон. Затоа што ние од позиција на, нели, како новинари имаме обврска по закон да го известуваме народот, односно да известуваме за вакви работи. Тоа да го прашаш утре Тошко Панчевски. Ајде, сега. Првиот братучет на Изет Меджити е назначен за директор на МЕПСО. Па нели бе ќе дедуизиравте држава, они биле непотизми, не знам што. Или што е ова, сега како до сега, а? Само сега ги сменивте, не се дуи се влен. Изет Меджити назначен директор на МЕПСО. Братучет му на Изет Меджити назначен за директор на МЕПСО. Како се ствара паралелна влада од држава. Сигурно најмногу Паралелна струјата таму. Пушти ја за паралелната.
Сигурно најмногу знаел за струјата. Кој тек за овие? Овој делува дека е стручњак за енергетика, ептен. Да, стручно. Не знам дело. дали го гледаш. Да. Делува дека е Малце на Мичковски ме подсетува. Епа, У вегите. У неговите Го приметуваш? по неговите стапки иде, по неговите Да, да. чекори. Да. Кај да е Шафхаузен, после тоа. Ствари не, он е на електрани беше Мицко, извини. Абе добро, тоа се е исто. Ама Со струјата. Од таа област. Да. Бз. Ова ти е политика на струја. Гордан Фриман вика, можно ли споредба направиме со Борис Трајковски, кој за да не троши буџет ги терал да пазарот од маркет, тоа е домаќин лук. Така е. Ама види, у оваа држава ништо не се подобрува. Се од година година За е полош. деца со диабетес нема сензори за мерење шекер, они си го дрват. И тоа беше некоја смешна сума. За сите деца што имаат шекер, 150.000 евра беше за годишно да се набават сензорчиња. Овие ги имаат спичкано за 2 дена за у Вашингтон, бе. За хотели За хотели, за јадење, пиење, за прва класа да не го боле на Мицко колената. и репрезентација. Е, за тоа ги имаат. За 2 дена имаат спичкано толку. А децава што се беше со шекер немаат сензори да им даде држава, нема. Да, бе, тоа се 150.000 лепенки смешна кои сума се беше. ставаат цело време да ти мерат за да не... Да видиме ова влада у влада. Па албанско знам. Албанско знаме има, нема на масава функционер од Албанија, има албанско знаме што е забрането со закон. Знам не сме да писне, пошто им пиша овие од Влен у соопштение им испратија, Влен вика, знам да не се занесува дека се главен фактор у владата. Влен му вика на Максо, не се занесу и не си фактор. Максо, сажалявам, ама тип другар, не знам, си нема веројатно никад тести си, и нели рече ти ќе излагаш од влада, еве сега ти викаат да не се занасаш. Пошто не си битен. Ако треба ќе му однесеме една табла јајца да У му соопштение ти пиша јавно, Максим. Абе, нели приметуваш? Еве денеска ти прават состанок координација министрите на Влен, начело Изет Меджити, као вице-премиер е он е главен на оваа група, и де факто овдека имаме паралелизам во владата. Паралелна влада. Влада на Мицко и владата на Изет. Па ова го немало со Дуј. Да бидеме многу реални. Ова го немало. Ова не носи на добро, ова носи кон лоши ситуации. Ова води кон ситуација на поделби, на длабоки поделби. Ако се дели владата ако владата се дели на ова ниво, ќе се дели и општеството на ова ниво. А ја не мислам дека албанците сакаат да се делат на ова ниво. Дека сакаат да имаат, да немаат соживот, да не се интегрирани во општеството како нормални луѓе. Дека го сакаат ова што го прави Влен. Ја мислам дека албанците сакаат да се живеат на нормален живот како сите други луѓе. Како што сакаме и ние македонците. Ова не е добро. Гледаш што ти викаат за овој од Мепсо, боле што го ставиле у Мепсо директор, иначе ќе отишол и он у ИСИС. Као демек да го ставиме детево тука да остане у држава, Да не направи беле. да не иде и он у ИСИС, да. Петар Илиевски Вие прашува може ќе дали се сум за иселил. забрана на етнички партии. Да, апсолутно сум за забрана на етнички партии. Апсолутно. Абе, овој Меджити, Внимавај. чекај. Паралелна да се направи академија на науки албанска. А нашиве што вика? Паралелна влада веќе создадува и да подсетам, Мицковски рече дека ова е незаконски, ама е джентлменски. А како вика? Мијау. Незаконски, ама джентлменски било ова, рече Мицковски. Така, паралелна влада, паралелно академија за науки, паралелни седници на влада се Ама и водат. тоа го поздрави ВМРО што вика за тоа академијата. Многу било добро што имале интерес за наука. Пушти ги сликите Чекам, од малце, чекам, академијата. малце. да ги- А Меджити гледа, Чекајте, оставете само ми ги да ве прашам, памти си ја мислата. Не ти делува устата код Джокер? А? Замисли го, стварно код Джокер. Брат, мислам не ми личи на ништо. Личи мот. Добро бе, сега малку да ја спуштиме. Таму поцрно. Што значи, они веќе формираат или поставуваат темели за формирање на заедница на албански општини во Македонија, Ехе. бидејќи функционираат дводомно во влада, Да. функционираат дводомно во влада. Паралелна влада има, албански и македонска влада. Дводомно функционираат,
поставуваат темели преку албанска наука на Албанска академија на науки и уметности, финансирана од општините. Тоа значи Од заедница државата. на албански општини. Мицкоски беше со комора на северно-западна Македонија да им рече дека ќе им даде од тие 250 милиони евра кредит, дека во северо-западна Македонија ќе подели 100 милиони евра Браво бе. О, значи За фирми. значи порачал. за фирми. Браво, За браво. фирми. ќе 30 подели милиони имаше за албанските општини. 30 милиони за албанските општини плюс И 100 100 милиони за- за 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 албанските за Браво. филмите на во северо-западна Македонија. Многу е добар Што совет. значи дека Браво. Мицко де факто поставува основа за федерализација на државата. Значи за размена на граници или на територии или за формирање на заедница на албански општини. Ова е тоа што се прави. Ке враќал име, Честички. тој ќе дава, нема да враќа ништо. Прес кога гледам Жоро. И Жоро вика као заменик министер за надворешни работи и трговија, му го прашува корешката што мисли дека имали политичко влијание кредитот од Унгарија ова она, он вика па не. Тоа имаат причина зашто унгарците ни даваат, тоа е на меѓувладена основа, имаат причина зашто не ги даваат парите, зашто? Па вика Унгарија има план да се инвестира во брзата пруга, коридорот 10, затоа и ние се фокусираме на коридорот 10. Има план да вакво влијание, такво влијание. Што значи дека ние за милиарда евра го прекинавме проектот со брзата пруга со Бугарија, кој што е коридор на НАТО. И за кој што подпиша Мисаиловски подпиша со Албанија и со Бугарија стратешка соработка за побрзо реализирање на тој проект. Значи во превод овие не знаат кај тераат. Или многу добро знаат кај терат Не. и што сакаат да постигнат. Не. Не, грешка. Јас мислам дека овие Грешка нашиве си. таленти Грешка буквално не знаат на која планета се. Овие убаво имаат испланирано како да направат конфликт. Истовремено. Си видел ти од овие некој да излези да каже, абе дај да идеме на пожари во овој вице премиеров? Овој сакаше, Да иде на пожарите да рече дај да видиме бе што се случува да поделиме пари, да. денеска сакаше да иде, ама не му стигна време. Се договараа за седница. Да, го ставаше Знаеш што рекле? Не вреди. братучетно директор на Да, МЕПС. па за тоа Не вреди, не рекла. стигна. Не вреди, рекла. Јовлен, Јовлен, а? да. Добро. Ама тука ми делуваат на сликата како да се заинтересирани за пожарите, а? Не дека ми делуваат као на Максим да му викаат излези од влада, пошто си небитен. Право на тераса. Ага, брат. Ај пушти го тоа. Може да го пушти Можеш го да тоа. извадиш Свирчето ова. пушти. Не го бе. На Макс. Да ги видиме го овие Ајде да со видиме. академици, бе. Ајде да видиме академиците. Има, му ги пуштив на Иван Дали Стигите. сум про БРИКС или про USA, мислам сега како да ти кажам. Јас сум У суштина про Македонија сум. Јас сум про шпански ориентиран. Во моментов. Утре може да се почувствувам поинаку. Да се чувствувам про италијански ориентиран. Како? Еве ги бе овие академици, бе, Филип. Кој? Чекај да видам. О, Дај да ги видам, многу ли се? еве ги бе академиците. Чекај да видам. Да ми стигне преносот касни, знаеш. Мечка, мрдни Да, овој таму. спреми. Еве ги. Ау, чекај. Све академици, а? Да, бе. Академија Шкиптаре. А што вика Мицко? У соопштение партијата негова? Што вика? Биле многу убаво било што биле заинтересирани за наука, наука. за науки и уметности. Го имаме соопштението на Мачињава. Мјау. Што вика? Многу убаво што сакаат да учат, да си читуцкаат, а? Книги да си читуцкаат и да си учат. Зашто нема македонски во постот, па ова не е македонска академија, ова е албанска. Во Македонија. Абе оригинален е постот сега, не се Види, ова е реакцијата на ВМРО ДПМН. на ВСМР. ВСМР вика, Много јако. не радува фактот што албанските партии во власта бараат свое место за албанците во науката. Тоа го поздравуваме и покажува разлика од тоа што го правеше Дуј кој бараа места само во тендерски сделки и при тоа станаа зелена партија. Дали имате 2 грама памет, што сте пишале, вие сте ненормални. Не скроз допадме. комплет.
Не дупат. Или го дупите народот. Дупат народот. Народот, да. Дали ало, ве радува фактот што они сакале да се уклучат во науката. Што има да ве радува тој факт, науката не бира По партија. по партија и по етникум. Науката бира по дали има научен труд или нема научен труд. 4 академици албанци има, заменик на академијата. Во моментот има 4 точно Заменикот на Ману- и заменикот на Ману е албанец. Што сакаш поиш? Што зборите глупа вие? Вие сте свака част. Свака му част на Мицика како го дупи народот. Значи Истовремено го болат колената. и истовремено го болат колената. И овдека ми се наоѓа некој кој го правда и вика не се смеете со медицински ситуации, знаете ли вие колку болат колена? Па од многу секс. Многу дупење може да болат колена. Леле. 2 милиони. Монти Пајтон е не можеш да постигнеш. за оваа држава. Монти Пајтон и Ало се, односно оние Only Fools and Horses се мали деца. Не бе, тоа се сериозни документарни И филмови. не излага денеска Јанушев да збори за криминалите на СДС, на ДУ и на не знам кои. Што збори Јанушев денес? Што вика? Тој што го створил, Нешто паметно кажа? тој што го створил у политиката, тој што му е создател у политиката, Алијас Мицко? не бе, Кој? Алијас Мијалков и Груевски. Не, али